На прагот на новата жетва, оризопроизводителите се соочуваат со сериозен проблем – диспаритетот меѓу утврдената производна цена на оризовата арпа и цената по која таа реално се откупува. Тоа значи дека производителот во моментот на откупот добива и до 7 денари помалку од утврдената производна цена за секој килограм произведена арпа. Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 динара минимум треба да биде за да обстојат земјоделието. Воспротивно, оризо како и многу култури што ќе даа корепката, апионот и оризо кај живее иста судбина. Бидејќи земјоделците и откупувачите веќе подолг временски период не можат да најдат заеднички јазик, оризопроизводителите бараат владата и ресорното министерство да изнедат системско решение за овој повеќе годишен горлив проблем. Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа за жал кај откупувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува. Меѓутоа ние како оризопроизводители ќе останеме доследни на нашите барања. Ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон, во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа. Дополнително во амбарите им стојат околу 10.000 тони непродадена арпа од претходните реколти, а за месец дена стартува жетвата. Затоа тие бараат на времено решение, обезбедување откуп, рачистување на постојните залихи и создавање услови производната цена да биде реално пресликана во откупната цена. За Сител, Трајан Ристовски.